Рајска Жаклина, реплика. Благодарам, председателе. Почитувана колешка Стаменковска, тие неколку проекти кои што ги искажавте така со една иронија, всушност се санација на катастрофалната ситуација во која што се наоѓаат сите институции, сите општини и целата држава. Така ја оставивте. Мора да се санираат штетите од вашето погубно 11 годишно владење. Преку целата дискусија на сите вас, навистина не очекував дека ќе се фатите токму за овој закон и ќе ви смета овој закон. Овој закон само ни овозможува да ние помогнеме во општините онаму каде што е животот, каде што се граѓаните, за да граѓаните подеднакво сите во цела Македонија имаат подеднакви можности да ги добиваат, нормално да се подобрат нивните услови за живење и да ги остварат своите права. Во однос на долговите, најголемите долгови, ако погледнавте, се направени од училиштата. Но зошто? Заради тоа што вие како власт 11 години, значи сте од самиот почеток свесни дека со фазите на децентрализација, всушност со блок дотациите и формулата која што се применуваше и се применува се уште за жал, всушност само правите да училиштата стануваат нефункционални, бидејќи тие блок дотации не се доволни за задоволување на основните потреби на училиштата, а камоли за напредок. Значи, како не ви е срам и сите вие зборувате да се менела формулата, да, треба да се најде поинаков начин на пресметување на тие блок дотации. Но зошто 11 години не ви текна тоа? Баш како што одеа фазите на децентрализација, прва, втора, кај некои трета фаза. Знаете, само се наметнуваа давачките на општините и тука се најмногу блокирани општините. И уште една работа. Ево, зборувате за долгови. Знаете дека училиштето, општинското основно училиште Григор Приличев во Охрид е блокирано од 30 годишен спор, судски спор, по основна денационализација. Знаете дека тоа има милионски суми сега што се натрупале од камати на камати. Тоа требаше да биде решено 4 години од 2013 година со локалните. ВМРО беше во апсолутна власт и на централна и на локално ниво. И во Охрид беше 4 години. Никој не најде начин да му помогне на тоа училиште да не работи, а сигурно постојат такви училишта низ цела Македонија. Затоа се радувам на овој закон. Затоа сметам дека е овај праведен закон. Заради училиштата, заради градинките, заради центрите за култура. Ви благодарам.